комите имат, земјава е натопиле крв. И таму е мојта родина, далеку в Македонија. Јас сакам таму да загинам, а ти не забрави завек. Како што ноктот не се оделува од прстот, така и тој од својот народ. По крвавото задушување на славното, но прерано и неуспешно Илинденско востание на македонскиот народ, тој беше еден од ретките водачи кој не пребегна во ниту една од соседните земји, ами смело остана да ги поднесе сите жестоки одмазди на османлискиот тиранин и да ги трга сите последователни страданија заедно со својот народ. Тоа е бестрашниот, смел, пргав и вечен по дело, војвода Христо Узунов. Оние кои не и мислеа арно на Македонија, оние кои не сакаа да блесне нашата земја под слободарското знаме, и оние кои на почетокот го втурнаат нашиот народ во предвремено востание, ете тие истите го предадоа и него, славниот војвода. Тој добро ги знаеше нив. Врховистите, прости ми Боже, да би бел ден не виделе. А лабакот е тој што не дал кашилот табелеше. От овие се тепат, тој седи. Си пијат цигари. Отвориле огон тие. Тие биле појаки со огон, а овие што велеше знојца. Мајче некој куршум на крсклај. Нашле спасеница Китевска и Наумица. И им дал архивата, им ја дал иними. Ова ви го дава, ама овде го дава, на тој го бара, Узунов рекол. Вие да го знаете, други никој, да го скриете. И го скриле тие. Еве што и пиша Узунов на својата мајка, пред да го положи својот млад живот пред олтарот на слободата на Македонија. Зборови кои ќе го затреперат дури и најтврдото и најкораво срце. Маките на татковината се поголеми од сите страданија на секоја наша мајка. И јас, без ни најмалку да те навредувам, се чувствувам повеќе син на втората моја мајка, Македонија, отколку на тебе, која си ме родила. Те молам, во името пак на моите свети чувства кон тебе, да не жалиш, ни да плачеш за мене. Најдоволен ќе се чувствувам ако ти со своето држење бидеш за пример на другите мајки и сопруги. И таму е мојта родина, далеку в Македонија. Последен пат с Богом, сестро, и кажи им на другарите дека славно ќе умрам. Смртта е последна кога нема слобода. Нека бидат убедени дека делото ќе победи. Македонија ќе роди нови борци,
a nije ke živejeme во spomenite vaši. I prenesi im, дека сме предадени. Им рекле на селаниве, извајте ја од куќана. Наредете ја овде, во двору. И наредиле во двор на еден по еден. Мажи, како јунци, велеше баба Спиројца собради, да гледаш и да плачеш. И наредиле тука, и им рекол сега, овие се мажи, овие се борци, не се излезени за крадење, ни за лажење, ни за тепање. Си барат свој народ, своја држава си барат. Турчин им признал дека се борат за нешто. Земете сега, плотун се велит, прлете, овие се јуначки загинати. Еве што посведочил италијанецот Еторе Лоди за саможртвата како чин на непокорот на големиот Узунов. На другиот ден, после бојот, ја видов во Цер страшната слика што никогаш нема да ја заборавам. Труповите на 11 млади јунаци, сите со отворени рани по градите по челото, се самоубија, за да не паднат живи во рацете на непријателот. Ми го покажа војводата. Узунов лежеше прострен на земјата, со расширени раце, а погледот на неговите мртви и отворени очи гледаше горе, во бескрајот. Од челото уште течеше крв. Ја видов Македонија во тој момент, маченица, велика, непобедива.